И покрај гласините дека реформите во економскиот сектор се се поизвестни, министерот надлежен токму за овој ресор вели дека тие работеле како што треба, а бројките тоа го покажувале. За тоа дали стравува дека ќе биде разрешен тој или некој од неговите колеги, вели дека за тоа одлучувал премиерот Заев. Што се однесува до Министерството за економија, но истовремено и вие новинарите сигурно сте запознаени. Ние сме надлежни за политиката што се спроведува во индустријата, во туризмот, во трговијата. Ако ги земате бројките, речиси има година и пол што ние имаме голем раст, а во некои области имаме и двоцифрен раст. Очекувате вие или некој од економските министри да бидат сменати? Значи не е моја работа да направам анализи и да му предлагам на мандатарот кој ќе биде изменет или кој не. Првиот гласноговорник за промени во економскиот сектор беше вице-премиерот Османи, кој 2 дена поред ја потенцираше потребата од зајакнување на економскиот сектор, кој досега бил во синка на политиката. Очекуваме деновиве да се оствари тематската средба за потребите од зајакнување на капацитетите на владата во поглед на фокусот на економските прашања, дека ги затворивме политичките теми. И двајцата лидери на коалицијата имаат свој концепт како треба да се зајакнат тие капацитети и треба да седнат и да донесат конкретни одлуки. По изјавите на Османи, молкот од СДСМ го скрши министерот за јавна администрација Манчевски, кој вели дека во економијата, како и во секој друг ресор, секогаш може повеќе. Водството на владата и пред се премиерот фокусиран на сосема други теми кои што апсолутно не беа лесно да се менаџираат. Тоа буквално одвојува целиот го зафаќа негов капацитет и ангажман. Не можете да очекувате дека фокусот ќе биде таму и не е едноставно. И на тие колеги економски министри, мои колеги, и нив им треба фокусот на целата влада да се сврти кон економските теми. Како што и треба да се сврти кон реформите во администрацијата. Кога клучните луѓе се свртени кон решавање на вакви прашања, кои што многу беше тешко да се решат, нормално е да се очекува дека во другите делови малце поспоро ќе отработите. Изори за Алфа коментира дека во власта веќе има и отворен судир околу тоа кој ќе мора да си оди. Дали министерот за економија кој е од ДУИ или пак некој од кадрите на СДСМ, Тевдовски, Согаревски или можеби Андјушев. Сепак, министрите од економскиот сектор велат дека се релаксирани по ова прашање. Оти си ја вршеле работата како што треба, а и премиерот ќе ја донел одлуката за метлата. Додека јавноста шпекулира кои се ќе биде дел од реконструкцијата на владата, чии имиња ќе ги знаеме до крајот на месецот, односно почетокот на идниот, се очекува и средба на Заев и Ахмети, каде ќе се разговара кој ќе биде дел од црната листа за чистка. Најавите за метла на Заев уште од старт не идоа на нож во ДУИ, откаде реагираа дека тие одговарале само пред нивниот лидер Ахмети. Во меѓувреме, Заев продолжува да размислува и да се консултира за кој ќе биде сменат, а напомена и дека смена на подолните ешелони, односно директори на јавни предпријатија, може да се очекува кон крајот на јуни.